Јас сум Боријан Јовановски, гледате Отворено студио, ова е последниот блок од денешното издание на Отвореното студио. Имаме две содржини. Првата, двајца млади, ако може така да кажам, сте млади. Марија Ристевска од Центарот за истражување и креирање на политики, името него сгрешив, бидејќи Марија не го дава името. Александар Јовановски од Хелсиншкиот комитет. Двајцата добри познавачи на состојбите во Европската унија, како и на процесите на европските интеграции. Ве повикавме со оглед на тоа што е актуелна оваа целата кампања, што Македонија добива и дали ни е потребно брзо интегрирање во Европската унија со оглед на геополитичките состојби во Европа, па и пошироко. За почеток, да почнеме од... Само да најавиме дека после овој разговор оди интервју со Али Ахмети кој го направи ти. Да. Лидерот на ДУИ. А овој разговор се додоврзуваме, минатата недела имавме она за Јункер, кога се обрати во Европскиот парламент и кога ги повика земјите членки на Европската унија практично да го интегрираат Балканот што побрзо, бидејќи, како што рече, доколку Европската унија не е на Балканот, некој друг може да го пополни овој простор. Па ме интересира, Марија, да почнеме од тебе. Ти си ни единствена дама. Какво е твоето мислење? Дали на Македонија е потребно што поскоро да се интегрира во Европската унија? Јас многу голем еврофил сум и го имам формирано Центарот за истражување и креирање политики со цел да ја европеизираме Македонија. Всушност повеќе од половина од мојот тим кои што работи во Центарот се специјалисти за европски студии и европеизацијата на Македонија е нашата мисија. Но мораме процесите во ЕУ да ги гледаме реално. Сметам дека изјавата на Јункер и неговиот говор, State of the Union говорот од минатата недела е реакционерски, е малку задоснат. Она што тој го зборуваше одговара на смирување на состојбите на дезинтеграција, кој што е како процес ongoing, тековен во Европската унија. И таа ја гледам во два аспекти. Едниот е политичка дезинтеграција со Брекзит, која што неминовно ќе се случи од јануари едната година. Втората е економската дезинтеграција, која што е закана и се случува со активирањето на членот 7 во однос на Унгарија и Полска, кои што и двете не се сложуваат подолго време да се здружат во Европската монетарна унија и на тој начин во суштина не учествуваат во проектот европски, кој што има за суштина да овозможи една европска економска интеграција. И да резимирам, не сега да кажеш нема кај да брзаме. Значи, се случуваат два паралелни дезинтегративни процеси и спасот Јункер го гледа во повикување на юнити, нели, на обединување, на силна унија, на модел на европска сувереност, кој што треба да се изгради и да се наметне унијата како глобален актер, вклучително и преку интеграција на Балканот, за да не дозволи останатите глобални сили да го превземат тоа парче европска земја. Што е добро или лошо? Тоа е добро, но е малку задоснато. Значи, во 2011 беше вистинското време за интеграција на Западен Балкан во Европската унија и тоа го тврдам и од политички аспекти, и од аспект на спремност на администрациите да... Тоа е минато и веќе пред 5 години, веќе, да речеме, групата за Западен Балкан, за европското приближување на ЕФБ, на Европскиот фонд за Балканот, издаде уште пред 5 години, во време кога јас бев член на групата, издаде 3 сценарија за тоа како ќе изгледа Балканот доколку не се интегрира пред 5 години во Европската унија и тоа беа украинизација на Западниот Балкан. Втората сценарио е Турција го завзема со своето економско влијание и третото нормално Русија и Кина со своето политичко и економско влијание врз
врз Европа, вклучително преку Балканот. Така што изјавата на Јункер ја оценувам како little too late. Моето прашање е што ние, дали ние треба да се одзвеме на тој повик? Ние не можеме да се одзвеме. Ние немаме улога тука, немаме одлучувачка улога во однос на повикот. Сакаме да почнеме преговори сега или некаде да почнеме преговори? Сакаме и ние сме на тој пат и треба да останеме на тој пат, но ние немаме одлучувачка улога. Во суштина, интеграцијата на целиот Западен Балкан и на Македонија во Европската унија зависи од внатрешната динамика во Европа. Таа е има врска со референдумот или нема врска со референдумот? Брекзит, само да се докажам, таа е утврдена од Брекзит, таа е утврдена од изборите во Данска, изборите во Финска идната година на почетокот, па и европските избори, потоа од дебатата за реструктурирање на Унијата после европските избори, заради заминувањето на Велика Британија треба сите институции да се реструктурираат, исто времено треба да се одлучи буџетот на Европската Унија. Овие избори ќе влијаат на тоа да се разместат политичките сили, значи ќе имаме засилена десница во Европската Унија, што пак ќе влијае на миграциона политика, на буџет, на дигиталната агенда, на countering terrorism агендата, значи справување со тероризам, на затварање на Унијата и редефинирање на некои од вредностите кои што истата ги има. И тука мислам дека тоа ќе има огромно влијание и на агендата за проширување, дали воопшто таа ќе биде на првите 10 места или на последните 10 во првите 100. Не се знае, значи ни самата Европска Унија не знае, така што преговори нас ни требаат или не? Преговори ни требаат, но тие зависат од внатрешната динамика. Оваа внатрешна динамика не ветува дека Европската Унија ќе ги стави проширувањето во првите 10 приоритети. Александар, какво е твоето мислење? Вака, малку имам поинако мислење, бидејќи само да се навратиме само пред 5 години точно, значи првата изјава на Јункер која го презеде кормилото на Европската комисија, која кажа дека во наредните 5 години нема да има никакво проширување со земјите од Западен Балкан. Се сеќавате која лавина на реакции предизвика кога тука, стапи на функција председател на Европската комисија, и малку тука го начекавме на нож како да бевме спремни да влеземе во Европската Унија, но гледаме сега дека има дефинитивно тектонска промена во тоа како Европската комисија и Унија, не само тоа, мислам, да, ќе објаснам зошто има редефинирање внатре, особено во делот на политиката за проширување. Ние оваа година добивме еден клучен стратешки документ, тоа е стратегија за проширување на Европската Унија, која во суштина ги редефинира односите и на Унијата и на земјите од Западен Балкан со некоја, ајде да кажам, скорешна перспектива за нивно интегрирање, нели се шпекулираше со тој датум 2025 година, што во суштина значи поместување во нивните позиции. Значи, ние видовме пред само 3 години што се случува во овој регион, доколку Европската Унија и незините институции остави вакуум, и мислам нас тие тенденции на популизам, национализам и она што моментално се случува во Европа, многу добро си го почувствувавме на своја собствена кожа, и не само тоа, значи не само внатрешните проблеми кои ги имавме, туку исто така дозволивме мешање на други трети сили, баш да одговорам на твоето прашање, бидејќи Европската Унија моментално Западен Балкан го става во контексти на поширока геополитика. И мислам дека тој момент мора да се искористи, значи ја би бил далеку по-експлицитен, бидејќи гледаме дека овај момент на референдум, односно изјаснување на граѓаните на Република Македонија за тоа дали го прифаќаат Преспанскиот договор или не за интегрирање на Македонија во ЕУ и НАТО е во клучен момент, бидејќи ние еднаш за секогаш како општество мора тука да се договориме за што сме. И буквално, значи, без ракавици, без скриен говор да дискутираме дали можеме едното без другото или другото без третото. И ценам дека овој момент се до вистина, се до одржување на европските избори максимално мора да се посветат, значи не само тоа решавање на ова крупно билатерално политичко значење кој има
подалеку обсежни последици врз регионот и стабилноста на Европа, бидејќи еве гледаме овие 2 недели во засилена кампања и нели посетата на високите гости од Европа кога еве доаѓаат тука да не убедуваат дека навистина е дојдено времето да еднаш за секогаш решиме што сакаме. Да, охрабрување, ама од друга страна мислам дека не треба веќе да живееме во некоја магла и во некоја илузија да го тој процес раздвоиме еден од друг, бидејќи Македонија не заради се согласувам дека Европската унија има многу интерни внатрешни проблеми, да. Но сепак да не заборавиме, значи ние добивавме серија негативни извештаи не заради Европската унија незините внатрешни проблеми, туку сериозни, туку да последица на неинтересот на унијата тука во Македонија, во Западниот Балкан, но од друга страна назадување на сите клучни демократски процеси, како например правосудство, заштита на темелни права, антикорупција и така натаму. Затоа медиуми. Значи клучни работи што мислам дека уште се на агенда, бидејќи од тоа напредок и градење успешно досие во овие области со успешен референдум, ценам дека веќе во септември, точно за една година, ние веќе ќе го имаме првиот билатерален состанок за официјален почеток на преговорите. Јас имам тука нешто да се надополнам. Сметам дека самиот исход од референдумот и промената на името нема да не приближи до Европската унија. Напротив, нема да започнеме преговори. Нема да не приближи. Значи тоа не е клучниот аргумент зошто ние би се отпочнале преговори или пак зошто ние би станале по не знам привлечни за членство. Прашањето дали би почнале преговори или не? Нема да почнеме преговори доколку ние не покажеме реформи кои што не ги правиме. Значи ние изгубивме цела една година без да спроведеме било какви реформски процеси. Ние не ја ослободивме државата, ниту институциите, таа се уште е заробена и како резултат на тоа имаме зголемен процент на корупција. Исто така имаме последниот индекс на транспарентност покажува дека 30 места сме паднати во однос на претходната година. Половина милион граѓани на Република Македонија на анкета слободно кажале дека учествуваат во корупцијата на државните институции, кажуваат дека таа е резултат на недостаток на административна контрола. Ова е оној Transparency Index кој што го прави МЦМС. Да не навлегуваме на триште прашањето е дали ние 25 години пробуваме разни реформи. Ние не правиме ништо за да се приближиме до Европската унија. 25 години разни реформи, разни влади пробуваа без многу успех. Прашањето, од друга страна имаме примери од сите земји од источна и југоисточна Европа, каде што почетокот на преговори и тој цел процес на преговори, тоа се емпириски може да се потврди, е процес кој реално го трансформира општеството. И во тој контекст прашувам, дали ни се потребни преговори за членство? Преговори ни се потребни од 2011 година. Добро. Но нашата влада не покажа капацитет во последнава година, иако имаше доста подобрена клима, поддршка од овие сите партнери кои што доаѓаат и не тапкаат по рамо и така натаму. Имаше една линија црвена, без разлика на... Не се согласувам. Не се согласувам и тоа се и наудите и на Прибев, вториот извештај и така натаму. И на Европскиот прогрес извештај, кој што кажува дека ние имаме само желба да реформираме, но не и капацитет. Ние не покажавме никаков напредок во однос на реформите. Ние не ги ослободивме институциите. Има една која е перманентна... Вие не можете да почнете преговори во таква ситуација, кога имате заробени институции. Значи, првим треба да ги ослободите институциите, да ги зајакнете со капацитет за да почнете со преговори. Името треба да се решава или не? Ама името е беззначајно во овој момент. Беззначајно името? Беззначајно. Значи, името нема да не доведат поблиску до Европската унија. Само реформите ќе не доведат поблиску. Во моментов ние имаме се уште заробени институции и немаме реформски процес. Од Марија сум, да.
Инаку заробени се веќе подолго време, но оваа влада не покажа капацитет да ги ослободи, таа не ги спроведе активностите кои што беа препорачени од Прибе, од нас, од ДЕПИ, од сите останати од Блупринт коалицијата и така натаму. Значи немаме зајакнување на независните регулаторни институции. Значи името воопшто институции. не е тема за вас. Името нема врска со приближувањето кон него. Никаква. Никаква. Процес на преговори може да се отпочне без да се реши името? Да. Може? Може ако покажеме административен капацитет. Добро. Ние не покажуваме Грците, административен значи, сметате капацитет. дека ќе се сложат, ако покажеме административен капацитет, грците ќе речат да почнете преговори. Видете, ние ако имаме административен капацитет и реформски да не влагаме во процеси... теорија. Има одлуки на Европска Унија, кои ви, на Министерски совет, кои ги знаете значи, добро. Еве ќе ви кажам, значи на сите средби во Министерства за надворешни работи кога сме оделе, и вие сте оделе сигурно, ви кажуваат, преговорите се таква една бюрократска процедура која што може да почне и да се отворат и да се затворат во изден ако вие ги постигнете реформските процеси. Значи ако сте приближите. Значи ние цело време од и покрај тоа што бевме во ваков ќорсокак ни кажуваа дека треба да ги спроведеме реформите. Без во моментот кога ќе го имаме политичката согласност, тие ќе се отворат и затворат во истиот ден. Вие би можеле да почнете преговори без да го решите проблемот со името. Можете да ги направиле почнете супер реформи и би добиле преговори. Добро. Со цел да дали ни се потребни преговори за би сам изборел малку и како и дали би можеле да почнеме преговори без решение за името. И како поранешен вработен во секретаријатот за европски прашања, че ние бевме блокирани од Грција на секој едно техничко прашање, само да се потсетиме, јавноста да ја потсетиме, дека поради блокада токму од Грција, заради спорот, ние не можеме да отпочнеме втора фаза од процесот на стабилизација и асоциација. Значи, сум бил на состаноци каде за едноставни технички прашања, значи, ако Грција реши да стави вето, односно да не се согласи за позицијата, вие не можете да го терате процесот напред. А не особено кога имате процес на отварање и затварање поглавја, кои се носат со консензус помеѓу земјите членки во текот на билатералните преговори. Ја тука би се согласил, значи, во една точка со Мари. Да, дефинитивно реформи треба да има. Заради нас треба реформите. Јас тврдам дека ги нема. Не се согласувам дека ги нема, бидејќи исто сум еврофил, значи верувам во кредибилитетот на Европската комисија, особено во извештајот кој беше објавен овај април, каде што се направи детален пресек. Точно, кажа значи, иста е состојбата, само има подобрување, иста е. Во секоја од поглавијата е иста состојбата. Не кажа, значи кажа дека процесот кажа дека процесот на уназадување е запрен, со тие зборови. Backsliding has stopped, значи процесот на уназадување во клучните и се забележува позитивен тренд на сите клучни поглави. Кога ја правевме анализата регионална за тоа како сме оценети на ниво на политички критериуми, Македонија оваа година беше една од земјата со најдобар успех во тоа прашање. Не са мене воопшто не ми е тоа аргументот. Сега сакам да го свртам аргументот поинаку. Како можеме да држиме темпо на институции, администрација, кадри, се она што има потреба да го задоволи процесот на пристапување, ако не ги отпочнеме преговорите? Технички преговори нема, значи вие знаете дека сите комесари претходно нели имаа идеја да ја убедат наводно Грција да се согласи така да го решаваме етапно проблемот, но да се отворат скринизите за поглавје 23 и поглавје 24 правда, слобода и безбедност. Тоа кај Грција не помина, значи тоа е факт. Значи ние не можеме да може да расчистиме ова, може ли не може да почнеме преговори без решение за името? Значи ова беше пробано неколку пати, не може. Името не се решава со овој договор, јас сум убедена. Ама поедноставно, може ли поедноставно? Дали може да се почнат преговори или не може да се почнат преговори без решение за името? Да, ако си го повратиме името во Обединените нации. Во тој случај ќе имаме притисок не врз Македонија, туку ќе имаме притисок врз Грција. Од кого? Од сите останати, заради тоа што сме признати од 192 земји, од кои што 140 го користат... А зашто не почнавме преговори во 2013 година? Кога имавме покана за преговори, препорака за преговори, не почнав. Заради внатрешните, заради enlargement fatigue.
Во ЕвропскатаУнија од 2013 година има enlargement fatigue. Заради тоа и Марија, мора да те потсетам, значи Европска комисија не покани, извадија тие трите сценарија за да притисне Европската Унија да не се... Што да притисне? Ако зборуваме за факти, зборуваме за Советот, кој што се покана. Да. Препорака. Добивме препорака. И зошто препораката во Советот не успеа? Заради enlargement fatigue. Воопшто не, тука не можеме да се согласиме, не станува збор за enlargement. Да вадиме хронологија. Не можеше затоа што Грција не се согласуваше. Види, во тоа време имавме и други земји во истиот брод на некој начин. Европската Унија ја смени стратегијата од регата да биде поединечна битка. Со тоа што, значи, што се случува, јас сметам дека се работи и за колку Европската Унија станува приоритети на земјата. Податоците покажуваат дека иако ние сме блокирани, да речеме, во целиот тој период, еве од 2008 година, де факто со НАТО самитот, до 2011 се уште сме имале определен, Европската Унија е на определено ниво приоритет на земјата. И тоа го покажуваат податоците. Ако ги земеме да речеме колку се планирани прописи, колку се планирани ЕУ мерки за усвојување, колку се усвоени прописи, колку се транспонирани ЕУ мерки, податоците покажуваат да речеме дека во периодот од 2006 до 2010 3479 се транспонирани ЕУ мерки. Во истиот тој временски период од 2011 до 2016 година само 393, значи за 90% Македонија се го намалува планирањето и транспонирањето на ЕУ мерки. Тоа покажува дека нашата држава веќе не ја става Европската Унија како приоритет. Дали преговорите за членство во Европската Унија? Многу едноставно прашање поставувам. Дали преговорите за членство во Европската Унија го трансформираат општеството и какви се вашите сознанија? Каков бенефит, дозволете ми прашање. И каков бенефит носат за општеството процесот на преговори? Дали е тој бенефит добар или не? Значи, тоа е неспорно дека е добар бенефитот на преговорите. Проблемот е што нашата држава го нема капацитетот за преговори. Го нема капацитетот во однос, значи 6 години и повеќе, не планира, не... Вас не ве бива да преговарат? Ако ве викнат? Видете, за да почнеме преговори ни требаат 1500 стручни лица како мене, како Александар. Еве, Александар, не дали бива? сметате дека ние имаме 1500 луѓе? А зошто да не? Што се стручни? А зашто така мислите за македонците? Има меѓу младите. Дали Македонија има стратегија за тоа? Дали има Македонија стратегија? Дали Македонија е спремна во смисла на апдейтирани датабази? Дали ги имаме преведено европските прописи? Не. 45% од европските прописи не ни се преведени. Значи, вие не можете да планирате или да викате дека сме спремни за преговори само заради тоа што посакуваме преговори. Ние мораме да го сработиме тоа, да се подготвиме за да почнеме преговори. Ние не посакуваме, не повикуваат да преговараме. Ни даваат препорака да преговараме и посакуваме да преговараме, но ние не сме спремни да преговараме. Александар, сите колективно да го слушнеме Александар дали сме спремни или не сме. Разберете погрешно, јас ви велам дека ние треба да работиме. Многу песимистички гледате. Не е дефетистички, јас ви велам, не е дефетистички, значи е реална сликата. Реална е на следниот начин. Немаме волја, немаме капацитет. Имаме волја, имаме само волја и сликање пред камера. Инаку немаме пот, немаме мотика, немаме работа и немаме план како да го постигнеме тоа. А со промената на името тоа нема да дојде само од себе. Мораме да го сработиме. Значи јас цело време тоа го кажам. Дека ние во моментов не сме спремни, дека треба да сработиме, а промената на името не носи
поблиску до Европската. Ајде да го слушнеме Александра. Имаме ли капацитет? Многу факти беа кажани, значи само да се навратам на бројките. Бројките се рефлексија на една поранешна влада која изгуби волја, изгуби капацитет за граѓање внатрешен консензус за не се истите. Значи пример јас сум во 2011 јас го напуштив секретарот за европски прашања бидејќи не ми се бендисуваше политиката на владата која ја водеше према Европската унија и ред други колеги од страна на секретарот за европски прашања. Точно. Но од друга страна, јас сакам да ги гледаме малку попозитивно работите бидејќи сум дел од тој круг и сум дел бивши колега на тие колеги кои моментално имаат задача да го започнат овој процес. Јас се согласувам дека овој период на немање ефективен процес на европска интеграција го направи своето. Значи тоа е факт. Ги ослаби државните институции, ја намали политичката административна волја и од друга страна предизвика одлив. Но ние не смееме да запреме тука да кажеме дека немаме капацитет. Дали преговарачкиот процес ќе мобилизира енергија? Точно. Не, значи за да почнете преговарачки капацитет треба да се мобилизира на прво. Значи преговарачкиот процес го мобилизира севкупниот расположлив капацитет кој една земја го има за водење на процесот на преговори. Хипотетички да збориме сега дали да или не, сега ќе го покажеме на дело. Затоа Европската комисија, односно Европската унија не брзаше ова година да го отвори официјално процесот за почеток на преговори, туку ни даде една година техничка година и период да ние внатрешно се преиспитаме до каде сме, дали се преведени, дали актите, дали имаме план, дали имаме стратегија. Самиот последниот план за национална програма за усвојање на правото е декември 2015 година. Сам мислам, не само да се идентификува проблемот, но сега ајде малце да дискутираме и за одговорност, но од друга страна, ако оваа шанса нас ни се дава, значи ние треба до максимум да искористиме и до април, до донесување на тој извештај која ќе треба да се измерат основните параметри за тоа, дали барем тие 4-5 клучни сегменти кои Советот ни ги даде како домашна задача, се исполнети или не. И тоа една земја најнаш ни ги отворила сите 35 поглава да ги преговара. Па цените дека Црна Гора ги имаше сите тие експерти кога ги почна процесот на преговори. Значи, ова е еден убав апел до државните институции да ги вратат државните стипендии, да склучат билатерални договори со земјите членки за размена на кадри, стажирање во институции на Европската унија, ЕУ експертиза, која сега ни се значи, не дискутираме за многу суштествени работи со стратегијата, на Македонија и се дава шанса, прв пат, во резиното постоење, представници на администрацијата да учествуваат на работните состаноци кога се преговара ЕУ регулативата. Тоа е процес на учење. Ние не учевме од 2011. 2011 година беше невозможно ни да се помисли за добивање датум за почеток на преговори, бидејќи тогаш фактички Македонија ги доби првите катастрофални најслаби оценки во фундаменталните работи. Владење на право. Знаете зашто е прашува Маријова? Затоа што референдумот е важен и компромисот со Грција се прави единствено заради членството во НАТО и стартот на преговори во Европската унија, иако никој од нас не би се согласил на било каква промена на името. Во таа смисла, дали е тоа еден напор, една жртва од наша страна која вреди да се проба тој да се изоди тој пат заради иднината или не? Аргументот мој е дека не вреди. А во моментов не вреди таква жртва да се прави, особено заради тоа што перспективата е, мислам во момент промената на името може да не доведе до НАТО членство, но нема да не доведе до ЕУ членство. А тоа е целта која што ја посакуваме. Се зборуваме за преговори. Членството на ЕУ, како што гледаме, е многу и заради внатрешната динамика во ЕУ, е многу далечно и може да биде дури невозможно, зависи од тоа како ќе се реструктурира Европската унија после европските избори во 2019 година. Така што многу е голема жртвата да се промени името сега, без да знаеме што тоа ќе за ветување дека ќе влеземе во Европската унија, иако тоа ветување не може да го дадат заради тоа што Европската унија ќе се реструктурира. За крај да ве прашам, како е, бидејќи ве најави како млади луѓе, доколку нема преговори за членство,
бидејќи Европската унија е таква каква што е, ние сме такви какви што сме, не бива и така натаму. Како се гледате вие во Не е точно наредните дека не децении бива. Јас ви велам дека ние во моментов не сме спремни, дека ние поминавме 6 месеци од кога ни ја дадоа и препораката дека ни се отвара патот кон Европската унија. Еве се согласувам со ова. Како се гледате вие и ги потрошивме на ништо. Значи не ги потрошивме на правење на стратегија, не ги потрошивме на апдетирање на датабазите кои што не се апдетирани. Не зајакнавме капацитет. Како вие себе си се гледате како граѓанин во еден поширок простор Европа која не чини Македонија која не како не е точно. Македонија не е дека не чини, дека нема капацитет. Владата не чини. Македонија не го искористи периодот за да ги направи реформите и се бави со промена на името, кое што нема да не доведе до членство во Европската унија. И како се гледате вие во овие околности? Само реформите, зајакнувањето на капацитетите може да не Како доведе. се гледате во овие околности? Како човек кој што треба... без со перспектива? Не, напротив, јас никогаш не сум очајна. Напротив, и ова моje излагање е со цел да апелирам дека треба да работиме на реформи. Јас сум еден од подписниците, 200 подписници на она писмо на интелектуалците кога започнаа преговорите за промена на името, дека промена не ни треба сега, заради туку ни требаат реформи. Тоа беше пораката и стојам за таа порака, дека ни требаат реформи, а не промена на името, затоа што само реформите треба да не воведат. На груевски реформите зашто пропадна? Зависи кои реформи, не знам за кои конкретно зборувате. Па не, која успеа? Па многу, да речеме, реформата на системот, на даночниот систем успеа. Од било кој од политички... Тоа е една од државотворните реформи во Македонија. Политичките зборуваат кој што го расшири, да речеме, основата на демократија и така натаму. Тоа е технички работи со данашните... Па не, која од реформите успеа? Извинете, ама најголемата интеграција на Европската унија, целиот европски проект се основа на економска интеграција, така што даночната реформа е клучна државотворна реформа, конспирација за клучокот дека ние заостануваме и дека сме во ќорсокак? Да. Ако е конспирација? Не е конспирација. Факт е дека нашите институции беа заробени во времето на Груевски и продолжија да бидат заробени во времето на Заев. Заев не успеа во последнава година и половина да ги ослободи институциите. Зошто не успеа реформите во еден подолг период на Груевски од 11 години? Кои реформи? Зависи кои реформи. Добро. За крај, како се гледате вие? Доколку нема преговори? Не би сакал да мислам така. Го помислам тоа прашање, си која цел свој професионален живот да имам посветено нова кауза. Значи има многу шпекулирање, ширење, не би рекол лажни вести, туку манипулација особено со одредбите од договорот. Мислам дека тука ни Марија ни јас не сме тие кои треба да анализираме членови и објаснуваме, бидејќи не представуваме политички, не представуваме политички партии, но од друга страна, значи како што почнав, значи само е заблуда дека може да се очекува понатамошно интегрирање на Македонија, не само ЕУ и НАТО, глобално интегрирање без разрешавање на овие две клучни прашања кои ги имавме. Само да се сетиме лани што беше истиот дискурс беше за договорот со Бугарија. Певе сме после година денат здрави, живи, не ни ја земаат бугарите, по бугарчија, ништо не ни направи. Значи јас сакам прагматично да ги гледам работите. Секогаш се дискутираше на Совет. Особено знаевме дека Франција и Холандија цврсто стојат дека реформите се она што фактички гарантира дека една земја се интегрира. Што е добро. Точно. И јас, значи, имав и расправа со своји колеги, па условена е. Ја викам, добро е што е условена. Зошто Македонија ја држи во кондиција. Бидејќи јас можам да се сетам само на процесот на визна либерализација, каде што при јасен план, јасна политичка волја, јасно поставени институции, многу лесно се спроведе. Ето уште една успешна реформа на Да, согласувам. Мислам, таа реформа не се препишува, не се припишува на една влада. Таа реформа која траеше 6-7 години, но финализираше во 2009 година, нормално за придобивка на сите граѓани. И ценам дека ако ја надминеме оваа сега пречка, бидејќи не е само името, преговорите, преспа НАТО и ЕУ. Македонија во 93 има земено меѓународна обврска да го реши проблемот.
Значи, ние не можеме да зборуваме за интегриран Балкан и дека ние еве сега ќе се интегрираме во Европска унија, Македонија утре ќе се пресели цела во Брисел. Грција е тука, Бугарија е тука. Значи, ние буквално мораме да ги решаваме овие проблеми и тука се согласувам со Борјан. Мислам, ако не беа овие интегративни процеси, никој немаше да седне на маса да преговара. Затоа ценам дека на 30 и мислам, затоа не ми се ни свигаше и бев од тие што го критикуваше и бойкотирам и абстинирање не е став. Подобро повикај, излези некој да гласа против, така да го искаже своето својот глас, бидејќи демократијата не е само право, демократијата истовремено и обврска. На сите нас. Дечки, фала ви многу што бевте гости. Штета што немаме повеќе време. Имаме уште едно интервју, Борја направи со лидерот на ДУИ Али Ахмети и после тоа вестите малку од 22 часот ќе доцнат. Борјан ми рече дека е задоволен од тоа интервју. Па мислам дека има интересни поенти. Па да го погледаме. Да. Господине Ахмети, како оценувате прво актуелната политичка ситуација во земјата со оглед на очигледните тензии кои настануваат околу одржувањето на референдумот, ставот на најголемата опозицијска партија, кој не е јасно дали е во насока на бойкотирање на референдумот или е против договорот. Воопшто една доста магловита политичка ситуација, ако можам така да кажам, па ме интересира какво е вашето мислење како инсайдер и дел од таа сцена. Mendoj që për 25 vite me radhë të gjitha partitë politike në vend kanë pasur një pesh në veprimtarinë e tyre, një pengesë jashtëzakonisht të madhe për të qenë sa më të suksesshëm në qeverisin e tyre, mos zgjidhjen e problemeve, si me palën greke, ashtu me palën bullgare dhe konteste të vogla brenda rajonit. Dhe nuk mund të thuhet që nuk ka kontribuar për zgjidhjen e problemit edhe opozita aktuale VMRO, sepse edhe ajo ka qenë interesuar që kjo çështje të mbyllet. Dhe mund të ketë dallime të vogla në përmbylljen e këtij problemi me nënshkrimin e marrëveshjes mes palës greke dhe palës sonë në Presp. Sigurisht që të gjitha palët kemi bërë përpjekje për një kompromis, sepse nuk ka zgjidhje të njëanshme. Sigurisht që për patur një zgjidhje të suksesshme dhe për patur një marrëveshje funksionale, sigurisht që duhet futur në funksion kompromiset. Dhe nuk ka kompromis që mund t'i kënaqë palët. Ju e shihni që sa protesta bëhen në Greqi, në Athinë, në Selanik. Dhe këtu te na, më duket se pak është politizuar çështja për përfitimet politikave ditore. Dhe qëndrimet e opozitës kanë shkuar gjithmonë duke, si them, duke rënë. Më thot, fillimisht ka patur shumë reagime të forta, jo tradhti kombëtare, jo këndej andej, por tash qëndrimi i fundit tash ne nuk do votojmë për marrëveshjen e Prespës, por do votojmë por nuk jemi kundër NATO-s, nuk jemi